ръководител на групата Яна, уметнички ръководител, моята должност беше пред се стручна. Можеше да се формира покрай вокалната група Яна, може да постои оркестър, народен оркестър, типичен народен оркестър. И аз можеше да ги барам луѓето во Виница, кои можат да свират. Што се однесува до репертуарот, тоа беа народни песни, обработени од страна на композитори македонски, а претежно јас ги обработувах песните, ги правих аранжманите и за вокалот, и за инструментите, така да повеќе се служев со моето долгогодишно искуство, бидејќи работев во многу оркестри пред целиот живот, така да што имав една смисла за аранжирање и тие композиции ги припремав, обработував само за пејачката група Јана. Насекаде ние освојуваме видни награди, признанија, дипломи, потоа јубилеи во Виница кој се организира. Немаше место каде што групата Јана не настапуваше. А што се однесува пак за стручниот дел, ви рековте, да се вратам малку назад, дека нашите песни исклучиво беа од нашиот крај, од виничкиот крај. Тука имаме песни застапени, стари песни, ја кои што ги знаев, и се послужував од некој литература музичка, која беше издадена во Скопје, така да ги најдовме тие песни и рекова пред предходните мои членци, почнаме со интересна драматизација на овие песни. Тоа беше нешто ново во народната песна. Да го одбегнеме тој статичен настап и така да имаме голем успех. А немаше место кај што не сме били, верувајте. И групата е толку и денес како се видиме, разговараме, а луѓето си се потсетуват дека спомени, евоцират спомени. Денеска во Сашо мен си ја облагував како педагог по музичко воспитание, потоа работам со секциите хорот и мандолинскиот оркестар. Таму работев околу 10 години и таму имам оставено многу добри спомени во тоа училиште. Во мојата музичка дејност имам направено, односно компонирано една оперета. Детска оперета, во која учествува голем ансамбл, хорот, оркестарот мандолински, солисти и балетска група. Nada
Ка.